јасно како бел ден. Членот 11, чинам дека беше од Законот за помилување, не постои, тој е укинат член и не може да се делува по него. И вториот дел, постапките кои што се водат преку правда и тие може да стигнат до претседателот на Република Северна Македонија, впрочем и не може да се водат во текот на изборите. Тие се забранети постапки, влијаат на изборниот процес, заради тоа што преку нив се влијае на бројот на гласови и на самите гласачи. Може да се водат од кога ќе завршат претседателските избори. Претседателските избори втор круг се 5 мај. Официјалното завршување го прогласува Државна изборна комисија согласно роковите за жалби и завршните извештаи, а мандатот на претседателот Ѓорѓе Иванов е до 12 мај, колку што знам. Така да не очекувам никаква аболиција од страна на претседателот Иванов. А како што слушам, идниот претседател јавно вети дека нема да дава аболиции вакви, заради тоа што и не постои ваква законска можност. Бомбите како докази апсолутно во самото законско решение се предвидени. Тие не беа цел на преговори помеѓу ВМРО, ДПМН, СДСМ или другите представници на парламентарните партии или пратенички групи, од проста причина што и основниот закон за специјално јавно обвинителство, членот 22, вели дека поднесувањето на обвиненија е 18 месеци од превземањето на материјалите и на предметите. И сите бомби и во предметите кои што се поднесени може да бидат секако индиции и тие сами по себе како докази не може да опстојат. Мора да има и материјални докази. Така да она што е важно треба да го знаат граѓаните, а тоа е најважното впрочем дека предметите се живи, кои што се воделе истражни постапки, се поднесени обвиненија, тие ќе бидат распределени за да можат обвинители и судии да утврдат што тоа постојат докази, што не постојат докази, за да може да бидат процесуирани, како впрочем и секој предмет кој што постои во Република Северна Македонија. Овде во Скопското, во организиран криминал, во јавното обвинителство или во основните јавни обвинителства по градовите ширум државата. Преговарите до каде се? Преговорите течат, знам дека министерката од последната средба која што одржавме заедно, договорено е да продолжат разговорите за да се најдат сите тие правни аспекти на одредени дискутабилни прашања кои што постојат помеѓу двете страни. Убедени сме дека можно е да се изнајде решение ако пред се мисли на државата, на создадениот систем на специјално јавно обвинителство, својот капацитет кој што обврска и државна и граѓанска да продолжи секако и во аспект на тоа колку е важен и Законот за јавното обвинителство заради правосудните реформи во Република Северна Македонија, но и е важен и заради европската интеграција на државата.